Десетици жители на улицата Козле повеќе од еден месец се во мрак. Немаат улично осветлување. Се плашат навечер да ги пуштат децата затоа што ги изложуваат на опасност. Велат дека на ова место често има сообраќајки и сред бел ден, а навечер гледката е уште пострашна. Улицата од 1 јули до ден денеска, значи месец дена и 6 дена, ако е денеска 6, осветлувањето не работи. Коли има, колку да ти душа сака, по 2-3 коли, само во оваа куќа се 3 станари, има 3-4 коли. Во куќата и понатака се исто така, по 2-3-4 коли. Кај што ние не можеме да го користиме тротоарот, еве јас лично возам велосипед, на кратки релации и кога се враќав сега во темницата, искрено бев исплашена. Ниту они ме гледаат мене, ниту јас ги гледам луѓето што одат пред мене во темницата, за да не направиме проблем да се судриме. Се пожалиле и до надлежните во град Скопје, но не добиле никаков одговор. Никој не им кажува зошто нема светло на улицата и имаат чувство дека никој не си ја работи работата како што треба. Зошто веќе еден месец жителите се без улично осветлување? Прашавме ние како медиум, но од градот досега не добивме одговор. Нашата соговорничка се обратила и до градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски, но и од таму не добила одговор. Значи ние секогаш имаме некои проблеми, нели ќе нема вода, има квар, па по весници, портали ќе се објави граѓаните да се стрпат. Сега е молк. Значи тоа ме загрижува, зошто никој не кажува зошто нема светло. Ние имаме паркче тука, Каршиго Цеделчев, сите излегуваат со децата да ги извадат, да се прошетаат до паркчето. И се враќаат по истата таа темница. Значи нема тротоар, мајки со колички, ги заобиколуваме колите, се изложуваме на опасност. Еве и сами гледат и автобусите тука поминуваат. И навистина толкава негрижа не сум видела. Покрај проблемот со осветлувањето, жителите во Козле се соочуваат со низа други проблеми. Поради топлото време актуелни се змиите, а на ова место има напуштена куќа за која никој не води грижа и обрасната е со трева. До лани лето или пролет, кога почнува да буи треви, дрва, ниски грмушки, ги косеа. Дури ридот позади мене го косеа. Сега ништо од тоа не се прави. Не знам зошто. Тоа е надлежност на градоначалникот на општина Карпош, меѓутоа имам приметба и до него. Значи никој не доаѓа таму, може деца да се заиграат топка да им падне, а навистина да има и змии таму. И не е убава гледка. По невремето дождот предизвикува ислевање на земјата на патиштата, а надлежните не водат сметка ни за прочистување на атмосферскиот канал, па често се случува да протекува вода на улиците и појава на мучуришта. Жителите велат дека гледката е катастрофална. Граѓаните велат дека често се случува да ги видат и луѓето кои го чистат паркот, наместо да си ја работат работата за која се платени, да седат на клупа долго време и да не работат ништо. А тревата што ја косат ја оставаат, па ветерот ја разнесува по улица.